Кратки најави за денешниот дневник. Ќура седна во градоначалничката фотелја, најави продажба на аудито од Мерко и отпуштање на административци. Во пораст случаите на респираторни инфекции кај децата и младите во Охридско. Недоволно спроведување на препораките на УНЕСКО, нотирано во извештајот од Европската комисија за напредокот на земјава во ЕУ. Граѓаните да не отвораат лажни електронски пораки од Бирото за јавна безбедност, алармираат од МВР. По 40-дневна блокада започна со работа американската влада. Ова беа кратките најави за денешните настани. Подетално за нив ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 14 степени Целзиусови. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта понеделник кон вторник, но ќе бидат со послаб интензитет. Во вторник екстремно длабок и мокен циклон западно од Ирска ќе донесе обилни врнежи од дожд и силни ветрови во северозападна Европа. Фронталниот систем поврзан со овој циклон ќе се протега и над поголемиот дел од западна и централна Европа, предизвикувајќи нестабилност и врнежи од дожд. Во јужниот дел на Европа суво и стабилно време. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално во јужните предели со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 19 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, кои што кон предпладневните часови ќе престануваат. Во попладневните часови намалување на облачноста и ќе имаме ветровито и посвежо време со пад на температурите. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што во источните предели ќе достигне брзини до 40 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 19 степени. Во Охрид во вторник во утринските часови нестабилно време со врнежи од дожд кои што во предпладневните часови ќе престанат. Ќе дува југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во среда и четврток по студеното утро и температура од 3, односно 2 степени, по текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 14 степени. Во петок по студеното утро и температура од 1 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и студено време со дневна температура до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Спроведувањето на препораките на УНЕСКО за природното и културното наследство на Охридскиот регион останува недоволно, а процесот на прогласување заштитени подрачја од големо значење, како што се Охридското езеро и Студенчишкото блато, се уште не е финализиран и може дополнително да ја влоши биолошката разновидност и природните вредности на местата. Ова е нотирано во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава за членство во Европската унија. И понатаму не е доволна заштитата на културното наследство според извештајот за 2025 година на Европската комисија за напредокот на земјава кон Европската унија. Во однос на културата, земјата дополнително го одложи усвојувањето на измените на националното законодавство за култура и стратегијата за културен развој и заштита на наследството за периодот 2023-2027 година. Министерството за култура треба да го зајакне својот капацитет и да обезбеди соодветно финансирање за заштита на разновидните културни изрази и наследството на земјата. Потребни се поголеми напори за заштита на културното наследство, пишува во извештајот на Европската комисија во поглавието 26 Образование и култура. Во поглавието 27 пак Животна средина и климатски промени се нотира дека спроведувањето на препораките на УНЕСКО за природното и културното наследство на Охридскиот регион останува недоволно. Се уште не е основана посебна институција за заштита на природата и покрај тоа што е важна цел во Националната стратегија за заштита на природата, Националниот информациски систем за биодиверзитет се уште не е функционален, а идентификувањето на потенцијалните места од Натура 2000 се соочува со институционалните шкотии. Процесот на прогласување заштитени подрачја од големо значење, како што се Охридското езеро, Студенчишкото блато, кањонот Матка и повторното прогласување за Национален парк Маврово, се уште не е финализирано и може дополнително да ја влоши биолошката разновидност и природните вредности на овие места. Планот за управување со споменикот на природата Преспанско езеро е усвоен, а националните паркови Галичица, Шарпланина и Пелистер покажуваат подобриво одржливо управување. Централната буџетска поддршка за 4 национални паркови продолжи во 2025 година, овозможувајќи напредок на одржливото финансирање и административниот капацитет за управување со заштитените подрачја остануваат и понатаму голем предизвик, пишува во извештајот од Европската комисија. Контроверзно набавеното Ауди во општина Струга од страна на Рамис Мерко ќе оди на продажба. Ова го најави новиот градоначалник Венди Ќура, кој денеска седна во градоначалничката фотелја.
Независниот кандидат за градоначалник на Струга Менди Кјура денес го доби уверението од Општинската изборна комисија. По куса средба со претходниот градоначалник Рамис Мерко, Кјура донесе две предлог одлуки. Првата продажба на Аудито рече за своите потреби ќе го користи приватниот автомобил. Воедно најави отпуштање на сите вработени во општината кои што не одат на работа. Денеска почнуваме од зборови на дела. Значи, промените почнуваат. Мојот број изборен 133, среќен број. Денеска таблиците на мојата кола, што се исти со 133, ќе бидат кола која ќе служи на општина Струга за 4 години. Менди вети исполнување на приоритетните проекти, решавање на проблемот со депонијата, аерозагадувањето како и долгогодишниот проблем со водоснабдувањето. Ќе почнуваме со проектите, значи патот Мороишта Струга, што е најбитен и што е покомплициран. Почнуваме со паркинг места, зеленило и сега чекаме имаме договорено со владата да добиеме опрема за смет за комуналец, околу 8.000 канти и возила. Менди најави ревизија на работењето на општината и сите јавни предпријатија во општина Струга. Во порас респираторните заболувања кај децата и младите во Охридско-Струшкиот регион. Последниве години овие болести се доминантни, на прво место кај младината. Експертите велат потребни се итни мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Во пораст респираторните болести во Охридско-Струшкиот регион, најпогодени се децата до 6 години. Лани болестите на респираторниот систем учествувале со стапка од 1191 на 1000 мали деца. Според анализата на Центарот за јавно здравје, поразително е и тоа што во возрастната категорија основци, средношколци и студенти последниве години ова е доминантно заболување, но со малку пониска стапка. Како најзачестени диагнози, да речем најфреквентни диагнози од оваа група на заболувања се јавуваат диагнозите на воспаление на горните респираторни патишта, акутен фарингит, акутен тонсилит, значи што всушност тоа е воспалување на грлото и на крајниците. Главните причини за порастот на респираторните болести е загадувањето на животната средина. Лекарите велат итно се потребни широкоопфатни системски мерки за заштита. Мерки интервенции кои што би можеле да ги преземеме на општествено ниво, би вклучувале имплементирање, односно регулативи за подобрување на животната средина. Тука не можеме да ги затвориме очите, значи пред сите тие загадувачи на животната средина. Главните загадувачи ни се депониите, кои што ни се еден голем општествен предизвик, на кој што навистина треба да им се посвети внимание, бидејќи сите го дишеме истиот воздух. Со стартот на грејната сезона, мерните станици на брегот на Охридското езеро повторно го вклучија алармот. Присуството на штетните PM10 честички во воздухот е повеќекратно над дозволените граници, особено во ноќните часови. Од 14 до 16 ноември во Охрид Мол ќе се одржи тридневната манифестација Денови на медот, златото на природата. Во деновите посветени на медот и пчелата ќе оживаме во пчеларски саем, дегустации, научно-едукативни предавања, гастропрезентации, детски работилници, театарска представа и културно-уметничка програма, велат организаторите. Целта е да ја подсетиме јавноста на значењето на пчелите и благодатите што ни ги подарува природата, како и да ја поддржуваме пчеларската заедница. Мотото на годинешната манифестација е во секоја капка мед има љубов, труд и живот. Граѓаните да бидат внимателни и да не отвараат лажни електронски пораки во име на директорот на Бирото за јавна безбедност. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека до неколку граѓани од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на директорот на Бирото за јавна безбедност се упатени лажни покани во врска со наводна тековна истрага.
Во пораките се даваат насоки за 24 часа да се оди до полициската станица или да се испрати повратен имейл, бидејќи наводно примачот на пораката е предмет на кривични истраги за низа кривични дела, како што се детска порнографија, педофилија и трговија со дрога. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажни пораки кои не се испратени од страна на Бирото за јавна безбедност при МВР. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на граѓаните со цел нивна понатамошна злоупотреба. Покани до граѓаните за истражни постапки од страна на МВР не се испраќаат преку имейл адреси, потенцираат од Министерството. Апелираат до граѓаните да не ги отвараат ваквите пораки, да не се контактира испраќачот и никако да не се споделуваат личните податоци кои ги бараат измамниците. Исто така граѓаните да не ги отвараат линковите и датотеките кои се испратени во прилог на било која електронска порака која доаѓа од непознат испраќач со цел заштита на вашиот компјутерски систем од малициозен софтвер, апелираат од МВР. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.